Менсур Идризи. Пред себе го имаме Меди. Идризи, добро нафрлање и ова е прва посериозна ситуација. Не успеа Клечкаровски. Одново добра ситуација, две одлични шанси за Тетек за само една минута. Крстев, одличен гол, неодбранливо за Ванче Манчевски. Металург води 0:1. 41 минута од овој надпревар. Добро изведен аут и сега одново Чурлинов е жртва на прекршок. Сега едно нетрпение помеѓу играчите Клечкаровски и Чурлинов во обид физички да се пресметаат. Очекуваме далеку подобар фудбал во ова второ полувреме, нешто поофанзивна игра од Тетекс. А еве сега Илиоски излегува 1:1. На крајот добра интервенција на Манчевски, добро отварање на ова второ полувреме. За забележување и дека во второто полувреме повнимателен треба да биде Николче Клечкаровски, кој доби жолт картон во првиот дел. Еве го Илиоски 1:1 и одново лошо реагира напаѓачот на Металург. Пропаѓа уште една голема шанса за 2:0 за гостинскиот тим. Брњачевски, Стојановски, Мемеди успеваат Тетекс да ја задржат топката. Клечкаровски, Демири, добар шут и добра одбрана на Игор Павловиќ, останува 0:1. Начевски го има лево Лјамчевски, а Лјамчевски пак дозволува до Мемеди. Добра топка кон Илиоски, 2:0. Одличен гол, 7 за Бажи Илиовски оваа сезона. Па ќе ви кажам една работа. Доволно сум долго во македонскиот фудбал, да ми е многу јасно дека секој во нашиот фудбал што сака нешто да направи, дали дома или во гости, а малку е финансиски добар, ќе го нарача господинот Петковски и ќе си заврши работа. Едноставно, зошто го зборам ова? На 0:0 имавме пенал за нас, измисли фаул во 43-та минута, каде што го отвори резултатот и после беше се јасно. Во секој случај им честитам на Металург за победата, но мислам дека вака не одиме никаде. Ставрев не оштетува со Ренова, сега се случува со Петковски. Јас ги познавам доволно нив, така да нема друго што да кажам. Дали мислите дека ова е намерно или од незнање на судиите? Не, апсолутно не е незнање, ова е намерно, јасно е намерно, ја ви реков претходно. Секој што сака нешто ќе се го нарача како на тацна и ќе се заврши работа господинот. Толку мангупски, толку перфидно што да кажам. Во секој случај им честитам на моите фудбалери. Ќе се спремаме ние за наредниот надпревар и одиме понатаму. Мислам дека одигравме еден добар надпревар. Одигравме онака како што се договоравме потекот на целата недела. Знаевме Тетекс со кои сили и квалитети располага. Ние наметнавме своја игра, значи не се прилагодувавме на противникот и тоа се види од самиот почеток на надпреварот. Имавме иницијативата, дадовме еден прекрасен гол од слободен удар на капитанот Миле Крстев и така го завршивме првото време. Второто, видовте и самите дека можеше многу побрзо да се реши,
две одлични прилики на Баже, но и тие промашувања не делуваја на нашите играчи и на самиот напаѓач. И во третата таква ситуација, по мене мислам дека по една извонредна акција од средината на теренот видовме еден прекрасен гол и тука веќе беше ставена точка на надпреварот и до крајот исто контролиравме Тетекс. Покушаваше со некои долги топки, но за наша среќа не успе да постигне гол. Од другата страна, пред малку само стигна обвинување дека имаше лошо судење на денешната средба. Ваш коментар во врска со тоа? Па видете, тоа е типично за наши услови, дека кога ќе се изгуби да се напаѓа судијата. Но не забораваме какво судење ние имавме против Вардар, но ниту јас, ниту некој од играчите, ниту управата даде било каков коментар. Со Шкендија имавме одлично судење, изгубивме, пак немавме коментар. Така да и сега ќе речем, добро е што се снима, добро е што веќе кај нас имаме прилика да ги видиме на најинтересните снимки и треба секогаш прво да почекаме да видиме и потоа да коментираме. Јас мислам дека имавме одлично судење, дури и ние бевме тие што беа оштетени за еден пенал во првото време. Но реков, тоа е моје мислење од клупата, не мора да е точно, да почекаме да видиме ТВ снимката и потоа да коментираме. Јас сум за тоа без разлика каков ќе биде резултатот, дали позитивен или негативен за мојата екипа.